Речиси неполни 30 години ја крстера Македонија. Во овие изминати 3 децении речиси нема населено место низ кое не сум поминал или не сум направил документарен видеозапис. Неколку пати сум го посетил Прилепскиот дел на Пелагонија. Сум бил и во Домненско, и во Кривогаштанско, и во Тополчанско. Ми останаа 2-3 села во Домненска, 2-3 села во Кривогаштанска, 2-3 села во Тополчанска, во Прилепската регија, меѓу кое и селото Бела Црква. Може би се прашувате зошто се одлучив да дојдам во селото Бела Црква. Одлуката падна, така да речам, речиси пред неполна половина година, на сам ден на Ѓурѓовден, кога бев по нови документарни записи во селото Пашини Ровци и додека чекав на желеничката станица во Прилеп со вечерниот воз за Скопје, кој според возниот ред од желеничката станица Прилеп за Скопје тргнува во 19 часови 32 минути, а речиси 60 на минути бев порано дојден, решив малку да поодморам, што се вели, и да се ја оладам душата со надалеку познатата прилепска оранжада, кое се уште може да се најде во Малското гранапче, кое се наоѓаше во непосредна близина на Прилепската железничка станица, и додека го чекав мејанџијата да ми ја донесе оранжадата, спроти мене ми прииде едно момче кое беше речиси на моја возраст и откако ме праша дали има слободно место да седне и тој, затоа што гранапчето беше преполно со гости, и откако му одговорив дека може, затоа што спроти мене имаше уште едно празно столче, а и тој си порача една ладна оранжада, и додека двајчета се ги чекавме порачаните оранжади да ни ги донесе мејанџијата, си се разврзавме со муабетот надолго и на широко, кои сме, што сме, од каде сме, така со возовден глас ме праша: "Ти си бе, Зоране, од каде бе, мачна душо, ветрот те донесе намаму? Туку ете добро, ете ветрот и мене овде ме донесе во Гранапчево, ете вака јас во живот да те видам и да си помоветам со тебе. Туку арно што дојде овде во Гранапчево, јас нешто да те запрашам. Кога ќе дојдеш ти во мојано прилепско село Бела Црква, да направиш некое кадро и за моево село, да видат сите како изгледа моето село Бела Црква?" "За мене нема проблем. Кога ќе речиш, тогаш," му реков. Дали можеш да дојдеш на Мала Богородица, на летната слава на нашево село?" ме рече. "Нема проблем," му реков. Речено сторено, што се вели. На сам ден пред Мала Богородица стасав во Бела Црква. Поточно речено во раните утрински сати, како што вели народот, каде што насред село ме пречекаа мештаните од селото, меѓу кои и мојот домаќин Гоце Стојановски. Почитувани мои, одека позади мене пишува село Војгани и Бела Црква, каде што тука е границата помеѓу Бела Црква. Бела Црква е спроти мене, а Војгани е, така речено, спроти мене од мојата лева страна. Ништо да не ве чуди кога ќе дојдете во Бела Црква, Војгани, во Бршани, Крушејани, Кривогаштани, кога ќе дојдете и во Пашиноровци, да не ги разликувате села, затоа што ова регија овде во Кривогаштанска општина е урбана целина. Значи, селата се поврзани едно со друго и наликуваат на една урбана градска четврт. Ако не верувате, дојдете во Кривогаштанско, поминете ни селата и да не ве чуди ако една куќа ве дели во Бршани, а друга ако ве дели во Бела Црква. Меѓутоа, едно друго ќе ве поврзи. Сите овие села слава една слава летна, а тоа е Мала Богородица. Како што напомнав предходно, дојдовме во селото Бела Црква, мајки и посетиме другите села, да видиме како тие ги слават и ја слават летната слава Мала Богородица. Денот поутрово се познава, вели народот. Денот беше летен. Поточно речено, календарски последниот ден од летото. Небото кристално чисто, сонцето што туку беше изгрејано над плодното Белоцрквенско поле, каде што селото Бела Црква раскошно блескотеше под зраците на пелагониското сонце.
Може би се прашувате зошто во ова село дојдов рано. Драги мои, имав две добри причини. Едната мештаните не само да ми го раскажат минатото на нивниот роден крај, а преку нивните лични сеќавања, различни по време и простор, и вам, драги мои, да ви доловам дел од непорекливата драгоцена слика за селото Бела Црква, низ времето надополнета со веродостојни сведоштва и историски аргументи за ова село, со надеж дека меѓу помладите по потекло или по раѓање, особено меѓу оние поупатени во областите на историјата и антропогеографијата, ќе се изнајдат и љубопитници и ентузијасти кои за голем број прашања изнесени, делумно фатени или недопрени овде, ќе вложат и љубов и труд и знаење за да ги доистражат и изнесат на виделина, спасувајќи ги од неправедната правна заборавот, а другата е поканата на моите домајчини, мештаните до ова село, да присуствувам на прославата на нивната летна слава, Мала Богородица, кое празнување низ вековите што одамна изминале секое Господово лето се одржува на сам ден на Богородица, како и ова 2019-ово овогодишно Господово лето. О, домајчине! Добар ден, поведете. Добар ден! Јас сум Зоран Костевски од продукција Марио Филм. Еве наминав во селото Бела Црква да направиме една репортажа, а вие мештаните до ова село да ми ги раскажете приказните кои што вашите дедовци и баби ви ги кажувале за ова село. Принесли гости? Добре ми дојде. Добре те најдов. Како си ми? Јас сум добар, вие како сте? Од Бога сполајмо, како што рекол, ете Господ не донесе во Бела Црква и на самиот ден на славата на Мала Богородица. Дали ќе може да присуствуваме и на славата, да видиме како ја чекате славата? Да, може. Така. Добре дојдени се. Така. Ти што поработуваш сега овдека во селово? Во селово работиме земјоделие овдека. Што тоа? Пипер, тутун, кромит и малце комплекс. Така. Може да ми кажеш вака една отприлика, колку имаш тутунче, колку кромиче, колку пиперче? Па тутунче ќе имаме околу 700 кила. Така. Кромит имаме околу 20 тона. Така. И пиперки имаме многу насадено, годинава е малце посла брода, ама ќе има околу 3-40 тона ќе има. Така. Колку мина ова сермија што имаш, што се вика, треба да се работи? Ова сермија работиме јас и жената и за прибирање на производство подвикнуваме некои аргати од Така. роми, од пријатни, да. Така. И така. Што пари да рече вака аргатите ви земат? Аргатите ни зема, ќе појдеме, ќе видиме, ќе ви кажеме, например, околу 3000 денари плюс јадење и пак. Колку члена брои твоето семејство? Моето семејство број, имам две ќерки, мажени, од едната ќерка имам 3 внучина, а другата е сукасни. Со Господ, ако се вика, каде ти се наоѓа? Едната ми е мажена во Прилеп, Така. ме посетува и да ставам тука. Другата ми е овде мажена во село, ама се е во Кајсарија. Нека име со среќа гурбет, се вика. Рече дека имаш 3 внучина, како се вика? Димитар, Ирина и Ива. Кој ти се помили првото или сугарето? Сите ми се мили. Кога повеќе ти се радува душата кои ќе дојдат да те видат? Или Ми се полни душа да ќе дојде. Така. Ова сега, многу Сега ќе ми дојде за празникот. да. Вика старите дека на домајчинот ќе му тргни работата и домајчилакот, ако го низе домајчинката. Од кај е домајчинката и како се вика? Домаќинката ми е од Бучин, Вера. Кој ти се одека комши да речеме за лошо заедно со се вика мора да ги имаш. Сите животвараме со овдека, немаме се никога, сите сами. Колку куќи има селово? Село број околу 100 куќи, ама сите не се полни. Така. Празни, времево си го направи своето и... Кој му се соседни села на Бела Црква? Соседни села на Бела Црква, ние се најдуваме овдека назад ни е Крушево. Така. Таму ни е Битово, таму пријатно ние сме на Тромеѓа. Соседни села не се воѓани, тоа не се разликува воѓани од Бела Црква, заедно сме спојани. Обршани и тоа сме скоро заедно, Пашини Рувци, таму назад Тополчани. Вама. Ова сега да ми кажеш,
Шивате ли, да речеме, да си поеди нагости, вие во Бршани, во Војџани, за славите летви, за зимските слави? Сиводине, се посетуваме. Овде Какањас имаме само две слави. Така? Ова е село едино што има две слави. Петковден и Митровден. Значи, Дома куќни слави. Ова е селска слава. Може ли малку да се мислиш како беше живото пред едно 30 на години и повеќе за Божик, за Великден, за Богоројца? Тогаш беше подруго, подно се живееше, побогато беше. Сега и сега е богато, ама е времината достигнато. Така. Каде каква е комуникацијата во селово до Прилеп, до Битола, до Кучево, имате асфалтирани патишта? Имаме асфалтирани патишта, добри се патиштата, имаме превоз комби на приватни автобуси, на автобуси, а повеќето ние користиме собствен превоз. Колку сте далеко од Прилеп? 28 км од Прилеп, 40 од Битола и Демихисар, Крушево 18 км одове. Така. Ова сега, да ми кажеш, од кога навечер, преку денос, вика, старите земјоделието е во полето. Навечер кој ќе завршиш работа, кај земјоделецот завршува на работата, вика старите, овој нема, пошто работата кај земјоделецот на нивата е од утро до мрак. Каде се собирате вие помладите овдека во село, што си му обетите? Овдека Какањас немаме собираиште, продавница. Така? Си поседуваме на пивце, се направаме и така. Сега кога зборуваме за продавницата, со што е снабдена? Дали сте задоволни од овај речиво? Снабдена е со се што треба, се снабдена. Така? Но пред да ја видите приказната за празнувањето на нивната летна слава Мала Богородица, ќе се обидам да ви пренесам дел од моите сознанија за ова населено место, кои се состојат од митови, легенди, устни преданија, материјални артефакти и пишани документи. Првпат селото Бела Црква во пишаните и материјалните документи и артефакти во вистинска смисла на зборот се споменува во мноштвата црковни повелби и житија кои датираат од првата деценија на 10 век и црковните записи кои датираат од византискиот период, поточно речено од 1020 година за време на владењето на византискиот император Василий II, во црковната грамота на царот Константин Асентих од 1257 година, во грамотата на византиските императори Михаил IX Палеолог и Андроник II Палеолог од 1299 година, со која селото Бела Црква припаѓа како имот на македонскиот христијански православен духовен благодатен многувековен бисер Свето Преображение, меѓу народот попознат како Зерзетскиот манастир, во црковните повелби од 1321 година на кралот Стефан Урош II Милутин Немањич, а посебно во црковната повелба на царот Стефан Душан од 1331 година, издадена во обновениот Зерзетски манастир, во црковните повелби на кралот Стефан Урош V Немањич од 1356 година, во црковните повелби и од македонскиот властелин кралот Димитрија Волкашин од 1365 година, како и во црковните повелби од македонскиот властелин кралот Марко од 1371 година, и исто така за Свето Преображение, меѓу народот попознат како Зерзетскиот манастир. Од кога тутунот рано изутрина околу 4 часот ќе се набери до кај 6-7 и ќе се нанижи по планистето некаде до кај 4 часот и ќе обстои вечерта да се стави што вика, се става да се суши. Ова е таа низа полусушена. Инаку, за една ваша информација, сушењето на тутунот зависи од временските услови. Ако е летно време, некаде за 5 дена, ако е есенско, кога ќе паднат дождовите, некаде околу 10 дена. Но меѓутоа,
вика по старите, есенскиот тутун е многу поскап и квалитетен, затоа што горните берби, четврта и петта, се малечки и неквалитетни, а додека првата рака подбира дибот, тоа е малце поевтин, пошто во него има и да речеме постани липчина, има песок, има малку земјичка, меѓутоа кој ќе се наса ќе се собери, пак тука ќе испани некаде околу 4 до 5 евра. Може би е скапо, ама е тешка работата. Во минатото, како што викаат мештаните од селото Бела Црква, таман ќе дојдеше Крстовден, полјакот и протуѓерот, ќе свика на сред село, ќе ги викнеа мештаните и ќе каже: утре е Крстовден, после Крстовден да ги соберите бабчите, ќе бидат пуштени оратите волови. Да ораат, ќе започне сеитбата есенска. Од кој ќе ги спрегнеа целгар воловите и ќе ораат, ги прегнува браните. Браната беше направена од една дрвена штица, а позади имаше трење. Таа брана и ова се вика брана. По народски кажано, ова се вика дрљача. Ова дрљача, како земјоделска механизација, служи од кога ќе се изора нивата да се истресат грудките. А можете беше интересно, јас како дете, кога ќе ораше мојот дедо кој се свикаше Петре со неговиот џебро волови, ќе изораше нивата, расно ќе ја посееше, ќе го отпегнеше плугот, ќе ја прегнеше браната од трење и ние ќе седнавме на трењето, да бидеме тешки, за да се издробат грудчината, да се засепи семето и не велеше дедо ми: ајде внучко набрана, да ја посееме, да го посееме бостано, да речеме, да има многу големи лубеници и убави тикви, ама и убави благи дињи. Стварно беа благи и дињите, и лубениците, и тиквите. Во минатото Џевгар воловите, Џевгар биволите, коњите, ралото, железниот плуг ги орале нивите. Денеска во селото Бела Црква ретко ќе најдете Џевгар волови, Џевгар биволи ги нема, но има современата земјоделска механизација. Ова се вика преса од марката Џон Дере. Овдека сламата кој што е од житото, ја собира. Тука има механизам кој што ја пресира. Овдека ова тракторот го влечи, а овдека некаде позади излегува пала сено. Сега, ова се вика тробразден плуг. Овој тробразден плуг служи за рилјање, така речено на ораницата. Се користи и ако нивата е оставена да биде неизорана, не угар за дребнета, со пиреј 10 години. Овој тробразден плуг ќе ја изрилја, ќе го извади коровот и после тоа ќе тракторот со обичниот тробразден плуг да изора ораницата, црницата, да се посее и да роди. Овој тоа е овој плуг кој што го влечи тракторот Фергусон. Има, може да ви кажам и нешто друго. Овој понаму панела. Плугот има оплата од пшеник, има емеш. Овој емеш што е долу се носи на ковач, се кали на оган, за да може повеќе полесно да ја ора земјата. Ова се вика цресло. Ова цресло тоа е туцизам, кој што со помош на ова цресло израната земја полесно се превртува, за да може пласт на пласт. Плугот може да биде двобразден, тробразден, петобразден, деветобразден и еднобразден. Овој плуг може да го влечи трактор Фергусон, Сетор, исто така може да го влечи и од поновата механизација. Иначе, според овде што пишува, овој плуг го произведува фабриката Трајковиќ, а е произведен 1995 година. Стар е скоро 13 години и уште моделе одолева на завод на времето.
А овдека имаме уште една земјоделска механизација. Тоа е сеалка. Ова сеалка има 3-6 корпи, каде што многу полесно се сее житото, отколку што на времето се сееше со дисејџи и каде што земјоделецот одеше со ритм на чекорите. Еве вака малце ќе ви илустрирам. Се движеше, одеше, дисејџата беше полна со семе, ја ваќаше овој семето и така полека го отфрлаше. Тука имаме уште една механизација. Ова е така наречен тутунарски плуг. Со овој плуг се ора тутунот. Додека позади имаме уште еден приклучок. Со овој приклучок се вадат компирите. Со овој тутунарски плуг се разорува редот на компирот, а овој ги влече, ги вади. Механизација. Ама, бика мештаните, од джерграбиволите, од коњите, од ралото, од плугот, кој што ги влечеле джерграболовите, билволите и коњите, нема проблема. Затоа што викаа мештаните од селото Бела Црква, малку ќе заросеше. Ќе поминале овој со имањето и ќе се растрцеше овој што се вика звиштето. Тие многу пати велат. Друго беше, кога ќе поминеше плугот со коњот и со джерграболовите, тие тежеа да речеме тон, ама ќе влези трактор 10-тонски, ќе пропадне, ќе извади, ќе треба време, земјата здравица да стане ораница. Во опишаните отомански дефтери селото Бела Црква се спомнува во отоманскиот пописен дефтер од 1461 година под името Бела Церква, каде што се наведува дека границата на вакуфот на Керимбек од Демихисар се простира северозападно од Бела Црква до патот што води за превојот Слива на Бушева планина и превојот Барбарас. Исто така во отоманскиот дефтер од 1461 година, кое се однесува за ова село, е запишено дека границата на вакуфот на Муарем-бек се простирал од Мало Коњари, а му припаѓал на румелискиот Санџак. Бела Црква е запишено и во пописниот дефтер од 1462 година како Бела Црква, кое им припаѓало на тогашните отомански достоинственици Аџи Бујо, Џебанбек и Аџи Алија бек, каде што селото имало 30 домаќинства, сите рисијански. Во отоманскиот дефтер од 1470 година е запишено дека вкупниот данок кој селото го плаќало изнесувал 380 акчиња, каде што исто така селото било задолжено да плаќа данок од пченица 6 мудови, данок од јачмен 1 муд, овес и рж и од улиста 68 акчиња, а од ушур за овошје 10 акчиња. Во втората половина на 17 век селото Бела Црква му припаѓало на тимарот Рустем Паша, чии негови неколку чифлици ги раководеле Дозен ага, Кара Мусафа бек, Абдул ага, Сейди бек, Јолдаш бек, Назис Ахмед бек. Во ова време во селото живееле 47 домаќинства, сите рисијански. Пред крајот на отоманското владење, составник на чифлиците во ова село бил битолскиот велико достоинственик Али Паша, а со неговите чифлици раководеле Хаджи Шукри бек, Адил бек и Исмаил Казас ага, кои припаѓале на солунскиот турски род Казаслар, Тевди бек, Аџи Абдула бек и Аџи Рауф бек. Овие чифлик сајби изградиле неколку кули кои денеска не постојат, каде што околу овие беговски кули своји живеалишта имале изградено чипчиите, кои работеле на чифлиците на претходно споменатите бегови.
Во 19. век Бела црква било село во Прилепската каза на Отоманската империја. Дека селото Бела црква на овие простори обстојува многу векови, говорат и пишаните документи на многу учени луѓе од периодот на првата половина на 18. век па се до првата половина на 20. век, меѓу кои монографијата Македонија, етнографија и статистика од Иван Снегаров, каде што е запишено дека во 1900 година во ова село живеат 500 жители. Според записите кои ги водил секретарот на Бугарската екзархија Димитар Мишев, во 1905 година во Бела црква живееле 352 селани, како и пишаниот документ под име Стара Србија и Македонија од Спиридон Гочев, топографско-етнографски преглед на Македонија од Стефан Верковиќ. Во етнографијата на вилаетите Андријанопол, Монастир и Салоника, издадена во Константинопол во 1878 година, во која е дадена статистиката на машкото население од 1873 година, Бела црква посочена е како село со 142 домаќинства со 400 жители, сите христијански. Според статистиката на Васил Крнчов, Македонија, етнографија и статистика од 1900 година, Бела црква имало 500 жители, сите христијански. Дека селото Бела црква на овие простори обстојува многу векови, говори и пишаниот документ на еден најпознатите не само во македонски, балкански, туку во и светски размери антрополози и географи доктор Јован Трифуновски. Селските населби во Битолско Прилепско поле, издадена во Белград во 1979 година, за селото Бела црква го забележал и следново. Селото Бела црква се распостила западно од градот Прилеп, лево од регионалниот пат Прилеп-Кривогаштани. Селото со вода за пиење се снабдуваат бунари, кои ги има во секој селски двор. Бела црква е село од збиен тип. Куќите се наредени една спроти друга, групирани во 3 маала, горно, средно и долно маало. Селото има 122 домаќинства. Се до 1912 година во селото живееле исламизирани македонци, кои од 1912 па се до 1923 година овие семејни родови со мухамеданска религија ги продале своите имоти и се иселуваат во Турција, а нивните имоти ги купуваат како поранешните семејни родови со христијанска религија од ова село, така и семејни родови од неколку соседни села на ова село. Селото Бела црква во 1900 година брои 500 жители, а во 1905 година во Бела црква живеат 345 жители. Во 1948 година Бела црква брои околу 900 жители. Во 1953 година Бела црква брои 930 жители, а во 1961 година ова село брои 907 мештани, а во 1971 година 831 жител. Според пишаните документи на доктор Јован Трифуновски, издадени во 1995 година, за селото Бела црква е запишено дека Бела црква е чисто македонско православно село во кое живеат доселенички родови. Селото го основале доселеници од мијачкото село Смилево. Семејните родови кои се доселиле во Бела црква од Смилево не се мијачки родови. Семејни родови во селото Бела црква се Кукевци или Шерметковци со 30 куќи, Грујовци со 1 куќа, Станковци со 20 куќи, Шипинковци со 13 куќи кои потекнуваат од основаците на селото Петре и Митре кои дошле од селото Смилево, Танушевци со 17 куќи, доселени исто така од Демихисарско, поточно од Демихисарското село Лесково, Шефтеровци со 27 куќи, доселени се од некое село во Охридско, Сидоровци со 8 куќи,
кои се гранка од родот Танушевци, кои имаат и селеници во Војдени, и Трпеновци со 3 куќи доселени се од Крушевско. Дека селото Бела Црква на овие простори обстојува многу векови, говори и пишаниот документ и публикацијата материјали за изучување на Македонија, напишена од македонскиот револуционер Ѓорче Петров, издадена во Софија во 1896 година, каде што во ова публикација има доста податоци и за ова село. Во ова публикација се вели: селото Бела Црква некогаш било средно по големина и богато село. Луѓето кои живеат во ова село се многу вредни, мирољубиви, како и сите селани во областа. Близу до селото се наоѓа местноста Црквиште. На незината рамнина постојат остатоци од некогашна црквичка со конаци, кои зборуваат дека овде порано постоеле развиени форми на монашки живот, манастирско училиште и препишувачка школа на вредни црковни книги. Овој манастир бил своевиден духовен и просветен центар во кој се ширело православието во Прилепско и пошироко. Околу точната локација на манастирот постојат различни претпоставки, исто онака како и околу тоа кога и од кого бил разрушен. Се претпоставува дека манастирот постоел на рамното плато на манастириште околу малата црквичка која денес не постои. Во Пелагонија најмногу успело тутунот. Ова се вика бале. Ова бале има 5 низи. Според моја процека некаде околу ова е трета рака. Квалитетен е, малку и суп, дај го чепкам ти се рони. Од што се состои балето? 5 низи, обесени на ова кукачка. Ова сега, според моја процека, кога е суво тежи некаде околу 5 килограми. Ако веќе омекни, кој ќе падни сланата, кој ќе падни снегот, тежи до 7 килограми. Сега едно, ќе ви кажам, од 5 килограми тутун, човек, земеделецот ќе добие некаде, ако кажеме по 4 евра, тоа се 20 евра од едно бале. Па се чунајте некаде 100 балина, 500 балина, 1000 балина, сепак се пари, иако не отпоздрави малце домаќинот, отиде да си работи, сепак, иако вела дека е тежок тутунот, ова золото злато Прилепско, ама мештаните во Пелагонија и во Македонија го работат со векови. Ова е тоа бале. Еве ќе ви покажам како оврчиго изгледа една низа собрана во бале. Ова е таа низа. Со тоа што ова бале тутун е нижено машински, а на времето се нижеше со игла, едно по едно се ниже, се класифицира лисјето, се изденува на низа, расно, се сушеа и се собира на таванот. Да се гостам ја ова балево, кај што гостам домаќинот да не ми се лути, оти нема да ми се налути да ми подвикни, меѓутоа ќе ме натера додат да берам тутун, а знам како се бери, ама пошто имам работа во селово, и ако ми се викни домаќинот, нема да го одбијам, ќе му помогнам, да знаете. Во минатото, кога мештаните од селото Бела Црква, Војдени, од Крушејани, па и во цела Прилепска регија, ги правеле куќите, главниот мајстор, кога ќе ја чатисал куќата и ќе ја покријал, ставал своето име и презиме и годината на градење. Ево дека спроти мене, ова куќа пишува дека е градена 1966 година, значи има некаде околу 52 години. Почитувани мои, кои ќе дојдете во селото Бела Црква, како што претходно напомнав, ќе ги видите куќите од таа стара селска архитектура изградени од печена цигла. Ова таа печена цигла. Значи, пак ќе кажам, ред цигла, ред кал. Ред цигла, ред кал. Старо нема кал. Ова куќа е стара некако 60 години.
Стварно биле мајстори, нема што. Старото време кој што одминало, му го остава времето на новото. Овој овдека објект кој што се го живал својато, мештаните од селото Белацрква говорат дека било некојаш операција. Овдека се пазарел, овдека се вклучувале различни договори за убав живот во селото, меѓу од таа операција остана само ова. Старата селска архитектура не може да се замисли без старите и тешки порти. Ова е таа стара и тешка порта, изработена од дабова штица, кој што има сурми позади, кој што се отворале на времето до кога овај ќе ја носеле жртвата. И овде ќе имало секојаш намбар број, што вика нумеро, број на куќата, број на фамилијата. Позади мене ги слушате гласовите на кучината, додека во современиот живот звончето ќе зазвони кај домајчинот, а овдека кога ќе влезете во било кој ситски двор, кучината ќе му каже домајчинот, му доаѓа гостен, а според лаењето на кучината, домајчинот ќе знае дали му доаѓа чесен домајчин или домајчин кој што сака да му направи проблем, така речено. Според пописот од 1991 година, Бела Црква брои 687 жители, додека бројот на населението според пописот од 1994 година и 2002 година опаднал за по 100 жители. Во подалечното минато, мештаните од Бела Црква учествуваат во борбата за ослободување на македонскиот народ од отоманското владење и за самостојна Македонија, како во предилинденскиот, илинденскиот и поилинденскиот период. Исто така, селото Бела Црква не го избегнуваат воените действија како од Првата и Втората Балканска војна, така и од Првата и Втората Светска војна, каде што за потребите на боиштата, мобилизирано во разните војски, речиси било сето население, а пак од мобилизираното мачко население, кое е било испратено на фронтовите, поголем дел не се вратиле во своите родни огништа, а на многумина до ден денешен не им се знае гробнината. Паметникот забележал: патнику застани. Пред да ги прочиташ овие редови на спомеников, погледни кон Мечкин камен. Подсети се на елиденската епопеја на македонскиот народ од 1903 година, во која ЗДА активно учествувал и синовите на селата Бела Црква, Лоѓани и Обршани, на кои со благодарност им го посветуваат нивните следбеници. Биле на печалба во тогашните балкански престолнини, семејствата многу успешно стопанисувале и со своите имоти во селото, обработувајќи ја земјата и огледувајќи добиток за вршење на земјоделски работи и за домашни потреби, додека пак други огледувале помали и поголеми стада овци. Мештаните од селото Бела Црква ми раскажаа многу други приказни за минатото на нивниот роден крај, преку нивните лични сеќавања, различни по време и простор, а вам, драги мои, дел од непорекливата драгоцена слика за Бела Црква низ времето, надополнета со веродостојни сведоштва и историски аргументи за ова село, со надеж дека меѓу помладите мештани
по раѓање или по потекло, особено меѓу оние поупатени во областите на историјата и антропогеографијата, ќе се изнајдат и љубопитници и ентузијасти кои за голем број прашања изнесени, делумно фатени или недопрени овде, ќе вложат и љубов и труд и знаење за да ги доистражат и изнесат на виделина, спасувајќи ги од неправедната правна заборавот, но приказната како мештаните од селото Бела Црква ја празнуваа летната селска слава Мала Богородица, кое празнување се одржа на сам ден на Мала Богородица со утринска богослужба на парохискиот свештеник, кое секое господово лето се празнува на 21 септември, ќе ви раскажам во наредната документарна емисија за селото Бела Црква.